Нов, поригорозен закон за заштита од пушењето се очекува да стапи на сила во март. Според информации од здравствените власти, се планира забрана не само на класичните, туку и на електронските цигари, вејп апаратите и други уреди кои содржат никотин во сите угостителски објекти, фирми, јавни институции, автобуски и железнички станици, пазари и јавни места каде има повеќе луѓе. Не смеат да се пушат цигари, ниту во автомобил ако има малолетно дете по примерот на Грција. Во рестораните и кафетериите ќе биде дозволено пушење само на терасите, ако се отворени од 3 страни, а не како досега застаклени или преградени со фолии. Според надлежното министерство, целта на законот е намалување на изложеноста на чад и аеросоли и спречување на нови генерации зависници. Предлог законот прво ќе биде објавен на ЕНЕР, па потоа ќе следи фаза на јавна расправа. По завршување на консултациите и вградување на релевантни забелешки, текстот ќе се финализира и ќе се достави во владина процедура. Предложените законски решенија се очекува да придонесат за намалување на ризикот од болести поврзани со тутун и никотин, да се поддржи откажувањето од зависност и да се постави систем кој ќе води грижа за здравјето на граѓаните согласно европските стандарди и меѓународните обврски на државата, објаснуваат од здравство. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека и сега има закон за заштита од пушење, но не се почитувал. Согласни се за забрана и на електронските цигари, но потенцираат дека прво треба да се исчисти воздухот, па потоа да се казнува пушењето. Јас сум против пушењето, посебно за младите, особено они треба да се почитуваат законите, не само да се донесе закон. Ние носиме многу закони, ама не ги почитуваме. Знаете, сите сакаат да носат закони, имаме прекрасни закони, јас сум баш и правник, знам, ама колку ги почитуваме, тоа е друго. Дали сте и за електронските цигари да се забрани? Да. Тоа е исто многу штетно. Многу штетно е. Па тоа еднашка веќе се забрани. Мислам дека треба да си функционира законот, да се почитува. Електронските цигари треба да се забранат според вас? Да, посебно за младите, бидејќи многу консумираат, а се штетни. Јас бев пушач 30 години и знам како е. Ние пушачите сме себични луѓе, себични. Што значи, ако пушам јас, на тебе ако ти смета, ти не треба да пушам. Не сум пушач. Дали вас ви смета ако во затворена просторија некој пуши електронски цигари? Немам такви во близина. Овие класични цигари апсолутно ми пречат во ресторани, во кафани кога одиме. Мене лично. А електронските ви пречат во затворени простории? Па не можам да направам разлика, поема немам како функционира, дали се чувство нешто. Ја ги гледам, ги користат, меѓутоа не можам да донесам некоја заклучок дека ще е многу штетни за разлика од класичните цигари. Очист воздух, забрана за пушење. Да, јас сум секогаш за забрана за пушење. Од Туристичко-угостителската комора при ССК, кои ќе бидат најзасегнати од новиот закон против пушењето, велат дека идната недела ќе имаат состанок со угостителите и потоа јавно на пресконференција ќе ги изнесат нивните ставови. Според статистичките податоци на повеќе институции, речиси половина од возрастното население во Македонија пуши цигари. Александар Динев, Сител телевизија.